Единство, демократија, човекови права и владење на правото. Пред точно 30 години Република Македонија се обврза на овие начела, со што стана 38-та земја членка на Советот на Европа. Пред да стане полноправна членка на Советот на Европа во 1995 година, земјава имаше статус на специјален гостин во Парламентарното собрание на Советот на Европа во периодот од јуни 1993 до септември 1995. Овој статус означи значајна пресвртница во процесот на интеграција и им овозможи на македонските пратеници да присуствуваат и да учествуваат во работата на Парламентарното собрание, иако тогаш без право на глас. Ангажманот на земјава во Советот на Европа се фокусираше на зајакнување на владењето на правото, промовирање на човековите права и решавање на малцинските прашања. Периодот на наблюдувач траеше до 9 ноември 1995 година, кога Македонија беше официјално примена како полноправна членка на Советот на Европа. Со ова, нејзините представници добија целосни права во собранието, вклучувајќи го и правото на глас и целосно учество во дебатите и донесувањето одлуки. Овој премин од наблюдувач во полноправна членка беше признание не само за напредокот на Република Македонија како млада демократска држава, туку и за улогата на Советот на Европа во водењето и поддршката на земјите на нивниот пат кон европската интеграција. We have done a lot in building democratic society, but we are fully aware that there is yet a lot to be done in completion of our legislations towards its adjustment to norms and standards of Europe. We are convinced that there is evident goodwill, readiness and quality necessary for the fulfillment of this task, and this event today is a great encouragement for us to continue on this road. Никола Поповски, кој за време на приемот на Република Македонија во Советот на Европа беше пратеник во собранието и шеф на делегацијата во Парламентарното собрание на Советот на Европа, во изјава за Собраниски канал раскажува што значеше тоа за земјава која само 4 години претходно прогласи независност. Процесот сега е логичен како вака, но не беше лесен. Многу мисии тука доаѓаа, многу закони гледаа, многу закони моравме некои да ги усогласуваме. Процесот заврши, 95-та станавме полноправна членка, еве 30 години. Сега сме членка на сите структури таму, нели, на парламентарната асемблеја и на владините структури, што не беше така од почетокот, сепак една нова структура. Време во кое придружувањето не беше лесно, некои од проблемите што постоја тогаш беа екстремизирани од страна на некои соседи, например Грција беше противник на нашето влегување таму, гледаше да го забави процесот по секоја основа. Заради неа беше поддржана од други членки на Европската унија, повеќе или помалку, отворено или тајно. Дури од нивните пратеници сепак повлијателни членки одамна на таа структура, ние нови, многу лобира, но добро, се заврши успешно. Се покажа корисно за нас. Тие принципи од таму и ден денес ние ги користиме и владење на правото, на поделбата на власта, нели, демократијата, слободни избори, малцинските права, но се соочивме со нешто друго. Сега пат некои од тие конвенции, некои членки со нашто влегува во Советот на Европа порано или подоцна како Бугарија, па не ги признава пресуди на Судот на човекови права, кој е суд основан од Советот на Европа, така и ние сме гласале за него. Јас лично сум гласал за восстановување на судот и така натаму. Ја лично поминав таму од 93-та како специјален гостин, од 95-та веќе како член и шеф на делегацијата до 2002-та. Една сериозна работа, добро е што сме таму. Советот на Европа е основан по Втората светска војна,
а идејата потекнува од повоените напори за обезбедување мир и спречување на идни конфликти. На 5 мај во 1949 година, министрите за надворешни работи на Белгија, Данска, Франција, Ирска, Италија, Луксембург, Холандија, Норвешка, Шведска и Обединетото кралство го потпишуваат статутот на Советот на Европа на свечена церемонија во палатата Сент Джеймс во Лондон. Со седиште во Страсбур во Франција, најзначајно достигнување на Советот е Европската конвенција за човекови права, донесена во 1950 година, за чија имплементација е надлежен Европскиот суд за човекови права. За разлика од Европската унија, Советот на Европа има пошироко членство и се фокусира првенствено на човековите права и демократскиот развој. Од моментот на стекнување полноправно членство, македонските пратеници почнаа да учествуваат во работата на Парламентарното собрание на Советот на Европа со јасна посветеност за почитувањето на демократските вредности, човековите права и владеењето на правото. Со текот на годините, тие активно учествуваат во дебатите на пленарните седници, давајќи придонес за широк спектар на европски прашања, вклучувајќи ги правата на малцинствата, регионалната стабилност и демократското управување. Конструктивното вклучување во работата на Парламентарното собрание и неговите комисии им овозможи на пратениците да ги внесат националните перспективи во пошироките европски дискусии, особено во областите како што се етничкиот соживот, помирувањето по конфликтот и општествените реформи. 30 години подоцна, вредностите на Советот на Европа денес се неразделен дел од нашиот секојдневен живот. За председателот на Собранието Африм Гаши, овој јубилеј е само уште еден чекор напред на нашиот пат кон создавање на хармонично општество засновано на принципите и вредностите на демократијата, еднаквоста и човековите права што Советот на Европа ги промовира и заштитува. Tash 30 vite, më 9 nëntor të vitit 1995, Republika e Maqedonisë së Veriut u bë anëtare e plotë e Këshillit të Evropës, duke forcuar kështu angazhimin e saj për ndërtimin e një shoqërie të bazuar në vlerat univerzale të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit. Ky moment i rëndësishëm shënon hapin e parë në procesin e integrimit të vendit ton në familjen europiane, si dhe përkushtimin ton të pandërprerë ndaj angazhimeve ndërkombëtare që kanë ndihmuar në zhvillimin e institucioneve tona demokratike. Gjatë këtyre 3 dekadave, Këshilli i Evropës ka qenë një partner i pazëvendësueshëm për Maqedoninë e Veriut, duke ofruar mbështetje dhe ekspertizë për realizimin e reformave të thella në sistemin ton ligjor, parlamentar dhe në institucionet shtetërore. Angazhimi ynë i filluar si mysafir i veçantë në vitin 1993 për të vazhduar me antarësimin e plot në vitin 1995, ishte një moment që ka pasur ndikim të thellë në forcimin e demokracisë në vendin tonë. Në këtë periudhë, ne kemi arritur të realizojmë një sër reformash, ku ndihma dhe mbështetja e Asamblesë Parlamentare dhe Komisionit të Venecias kanë qenë themelore. Përmes këtyre proceseve, ne kemi ndërtuar një legjislacion të qëndrueshëm dhe zhvilluam kështu parlamentarizmin. Република Северна Македонија за прв пат во својата независност доби можност да председава со Комитетот на министри на Советот на Европа во периодот од мај до ноември 2010-та. Во рамките на своето 6-месечно председавање, земјава даде максимален придонес во насока на промоција на вредностите и стандардите на организацијата, како и за подобрување на нејзината политичка релевантност на меѓународната сцена. Историскиот момент кога Република Македонија председаваше со Комитетот на министри, символично беше одбележан со печатење на поштенска марка,
на која како обележје стоеше македонското знаме со текст Совет на Европа, македонско председателство. Подпредседателот на Собранието Антонио Милошовски, кој за време на председавањето со Комитетот на министри беше министер за надворешни работи. За Собраниски канал раскажува за тоа каква можност добила Република Македонија пред 15 години и кои биле приоритетите за време на македонското председавање. Нашето председателство го насловивме како македонско председателство со Советот на Европа. Малку имавме проблеми, да кажем, реакција од страна на соседна Грција, но тоа помина на Министерскиот совет без речем дополнителни турбуленции. Приоритетите беа зајакнување на човекови права, вклучување на младите во политиката и исто така приоритетот беше реформа на Советот на Европа. По однос на првите два приоритети, зајакнување на механизмите за човекови права и нивно следење и вклучување на младите во политиката, мислам дека имавме успешни конференции, настапи и одредени проценки, конкретни акции. По однос на третиот приоритет, реформи во самиот Совет на Европа, тука сметам дека тоа прашање беше поприлично потешко, има различни интереси кај различни земји членки. Еден став имаат Германија и Франција по однос на Советот на Европа, друг став имаат Русија и земјите од тоа окружување како Казахстан, Азербејџан и други. И тука се уште, за жал, се води тој диалог без некоја по-конкретна, би рекол, напредна фаза на реформи. Тоа што за нас беше важно, беше да организираме настани не само во Страсбург, туку да организираме настани и во Македонија. Организиравме една министерска конференција во Охрид, на која што беа присутни голем број на делегации од земјите членки на Советот на Европа. Организиравме исто така состаноци и конференции во Скопје, каде што ние бевме домаќини, вклучително и во Македонското собрание, на кој што се разговараше за овие теми и за темата мигранти, миграција. Во тој период имаше еден, би рекол, настан во негативна конотација со мигранти од ромско потекло кои што беа по лошо третирани во Француската република. Дури тоа стана и како политичка тема, имаше интервенција на нивната полиција, па свикавме итен состанок за таа тема, но во секој случај Македонија веќе стана од земја конзумент на одредени услуги на Советот на Европа, стана земја која што е актер и создавач на одредена агенда. Во изминативе 30 години, откако како држава сме членка во Парламентарното собрание на Советот на Европа, се промениле 12 делегации од Македонија. Делегациите секогаш ја одразувале политичката разновидност на земјата, така што различните перспективи од Република Северна Македонија беа представени во европските дискусии. Нивниот активен ангажман продолжува да ја одразува аспирацијата на земјата да биде препознаена како сигурен и демократски европски партнер. Светот денес многу се разликува од светот кога се основал Советот. Меѓутоа, основите се истите, демократски и суштински, односно владење на правото и почитување на човековите права и слободи. Пратеничките Марија Петрушевска и Бисера Костадиновска Стојчевска, кои се дел од сегашната делегација во Парламентарното собрание, раскажуваат за предизвиците кои денес се приоритет на седниците на Советот на Европа. Станува збор за најстарата институција на европско тло. Ние одбележуваме 30 години, но таа пусти 76 години. И со првиот чекор на пристапување како членови на Советот на Европа, ние на одреден начин, впрочем, и ја проектиравме нашата траекторија во делот на стратешката определба за нашето понатамошно
европска интеграција, односно се позициониравме на меѓународната политика подеднакво заедно со, како што кажав, уште останатите 46 земји членки. Како делегација можеме да говориме и да повикуваме и на македонските малцинства кои што се надвор од Македонија, доколку цениме дека во одредена земја членка на Советот на Европа, односно на парламентарното собрание, биле прекршени. На последната сесија со затварањето на постмониторингот за нашиот сосед Бугарија, имав можност да говорам за македонското малцинство во Бугарија и впрочем да алармирам на грижата, односно не грижата од страна на бугарските власти кога станува збор за човековите права на македонското малцинство токму во Бугарија. И навистина успеавме во самиот извештај да стои забелешка дека Бугарија мора да превземе чекори во делот на почитување на човековите права, вклучително и на македонците кои што живеат токму во оваа земја, да речеме, кај нашиот сосед. И после 80 години од неговото основање, Парламентарното собрание на Совет на Европа и самиот Совет на Европа се соочува се уште со војна на својата територија, и тоа е една од главните теми кои што секогаш се присутни на било која сесија, без разлика дали се работи за наредовните сесии, на сесиите на комитетите, а тоа е зачувување на мирот и спречување на што помалку човечки жртви. Она што јас можам да го кажам од моето искуство е дека секогаш се обрнувало многу големо внимание на повредувањето на човековите права, особено во војни во кои што се воведени земји членки, на кои што се во самото парламентарно собрание. Видовме пред 2 години како и делегацијата на Русија беше исклучена токму заради тоа грубо прекршување на секое можно човеково право кое што треба да го ужива еден човек или еден народ. Слободата на изразување, слободата на медиумите, почитувањето на правата на асоциација, повредување на човековите права, имплементација на пресудите на Судот за човекови права во Страсбург, исто така една тема каде што и ние сме доста актуелни, затоа што бараме од секаде каде што има пресуди кои што ги тангира наши граѓани кои што живеат во други држави да се почитуваат, и секогаш се става акцент на почитување на одлуките. Целта на основањето на Советот на Европа е да се обединат различностите, да се почитуваат особеностите и да се најде заедничка платформа врз која ќе се развиваат и унапредуваат соработката и разбирањето меѓу државите, народите и луѓето, со цел креирање на поубав заеднички дом за сите, дом во кој секој ќе се чувствува рамноправен и заштитен, без национална, расна, религиска, економска, културна, социјална, родова, сексуална или каква било друга дискриминација. Како собрание, продолжуваме да вложуваме напори за зајакнување и демократизација на нашите институции, каде што Советот на Европа и понатаму има клучна улога во поддршката на нашата законодавна активност. Препораките на Советот на Европа секогаш се добродојдени и се сметаат како силна поддршка на пратениците. Нашето учество во Парламентарното собрание на Советот на Европа и активната вклученост во експертските комисии на Советот ја одразуваат нашата целосна посветеност кон вредностите што лежат во срцето на Европската Унија. На овој 30 годишен јубилеј со гордост можеме да потврдиме дека со прифаќањето и унапредувањето на стандардите на Советот на Европа, Република Северна Македонија постигна висок степен на почитување на човековите права и слободи и демократскиот развој. Вредностите на Советот на Европа денес се неразделен дел од нашиот секојдневен живот. Размислувајќи за патот што го изминавме, убеден сум дека овој јубилеј представува само уште еден чекор напред на нашиот пат кон создавање на стабилно и хармонично општество засновано на принципите на вредности на демократијата, еднаквоста и човековите права што Советот на Европа ги промовира и заштитува. Нашата посветеност за продлабочување на соработката со Советот на Европа останува
непоколеблива. Собранието е решено да го унапредува нашето партнерство со надеж дека оваа успешна соработка ќе придонесе за остварување на нашиот стратешки приоритет членство во Европската Унија, како и за активен придонес кон напредокот на регионот и промоцијата на заедничките европски вредности. Иднината на Советот на Европа ќе зависи од неговата способност да се прилагоди на новите реалности, технолошки, политички и социјални, а да остане верен на својата основна мисија. Успехот ќе зависи од посветеноста на земјите членки, унапредувањето на правните и надзорните алатки и задржување на улогата на чувар на правдата и демократијата низ променливиот европски пејсаж.